Од денес на полноќ цените на сите горива се во рацете на трговците. Тие сами ќе одлучуваат за цената на бензините и нафтените деривати, се додека регулаторната комисија не отпочне со примена на новата методологија. Сигурен сум дека трговците нема да влезат во некаква авантура со зголемување на цените, но доколку го направат тоа, ние приносењето на новата методологија ќе го имаме во предвид нивниот однос, така да не очекувам дека ќе има никакви непотребни ценовни шокови. Самиот Беслимовски од трговците очекува коректност, но нивниот прв контакт со слобода на цените за некои граѓани е добро, но за некој е вистински ризик. Цените ли? Да. Бензините сами? Да. Кој знае да бидат пониски ако бензините, газите сами ако си прават цени, не верувам пониски да бидат. Пубаво да качат. Многу се возе. Не внимават и шоферите. Негде преска се пред малку еден имаше пред 10 минути. Стартови прави. Шо и треба на бензин на такива луѓе. Пубаво тоа се да се топи. Да те кажем, не е реално, то не знам. Ама, по моја не е. Треба да кажете владата тоа. Тоа само да ги одредат. По моја не е тоа реално. Ова е стандард на живот како го има, не знам. Тоа само Господ знае. Па ја мислам, не и одговара на регулатор и на бензинските да бидат пониски цените. Сигурно ќе си ги покачат цените повеќе. И така се качени они тука негде веќе на максимум, претерано качени. Регулаторната комисија досега на пазарот интервенираше на секои 2 недели, но од сега тоа ќе биде секоја недела. Ова значи дека промената на цените ќе биде поинтензивна и во позитивна и во негативна смисла за потрошувачите. Колку трговците во меѓувреме ќе влезат во директна конкурентска војна и со цени и со квалитет е неизвестно, но крајната полза треба да ја имаат возачите и домашните буџети.